Тука се представници на владата на Република Македонија, значи господата министри, членови на Советот на Националниот совет за извоз, кој што денеска има своја работна седница. Тука се и представниците на бизнисот од другата страна, можете сите да ги видите. Тука се представниците на новото собрание на Стопанската комора на Македонија, што ќе предводи во периодот 2025-2030 година и наши пријатели и поддржувачи кои што се вклучени во органите и делата на комората. Денеска е предвидено да слушнеме една презентација за која што на сите ќе ни биде појасно што и како се работи, а после тоа можеме да одговориме и на некои прашања или некои дискусии кои што се. Збор му давам на професор доктор Дарко Лазаров, кој што ќе го образложи новиот концепт на поддршка на извозот на комората, кој што е поддржан и од владата, и на тој начин ќе влеземе во расправа за денешната среда. Повели, Дарко. Благодарам, председателе. Добар ден до сите. Навистина ми е чест и задоволство денес е пред новиот состав на Националниот совет за извоз, но и пред членовите на Собранието и управниот одбор на Стопанската комора, како и пред представниците на регионалните комори да го презентирам новиот концепт за извоз на Стопанската комора и воедно накратко да ја елаборирам годишната програма за работа на Националниот совет за извоз за 2025 година. Но претходно дозволете ми многу накратко да направам едно резиме на тековната состојба, но и на проблемите и предизвиците со кои се соочува извозниот сектор, колку и да тоа за некои од присутните тука во оваа сала може би изгледа клише од аспект на фактот што многу пати во различни прилики сме ги дискутирали овие прашања. Сепак ценам дека е важно на овој состанок денес уште еднаш да ги потенцираме, бидејќи тие представуваат корисна основа, иницијална точка од каде треба да ги дефинираме клучните приоритети во работата на Националниот совет за извоз. Имено нашите анализи и искажувања кои што сме ги правиле многу пати во рамки на комората укажуваат дека практично македонскиот извоз се соочува со навистина сериозни проблеми. Една од клучните констатации е дека практично растот на извозот во изминативе 10 на 15 години, кој што се движи помеѓу 7 и 10% со исклучок на некои кризни години, не придонесе за позначителен раст на бруто домашниот производ и на економијата. И една од клучните причини за тоа е практично за таа слаба корелацијска поврзаност помеѓу извозот и бруто домашниот производ се должи на ниската домашна додадена вредност на извозот, што пак е резултат на некои фактори кои што покасно ќе ги зборам кога ќе ги дефинираме, односно представиме приоритетите за работа на Националниот совет за извоз. Многу накратко, можете и да ги видите и тие податоци на самиот слај позади. Еден од клучните проблеми е високата извозна концентрација, односно ниската извозна диверзификација на македонската економија од аспект на број на извозни компании, меѓутоа и од аспект на број на извозни производи и пазари. Дополнително, еден од клучните проблеми, како што потенцирав, е ниската домашна додадена вредност на извозот. Една од причините е неповолната структура на домашниот извозен сектор. Најголем дел од производите кои што ги извезуваат домашните компании се со низок степен на финализација и ниска технолошка интензивност, зборам генерално, а другиот фактор за ниската домашна додадена вредност е недоволната поврзаност помеѓу извозот кој доаѓа од технолошко-индустријските развојни зони, кој што е на повисоко технолошко ниво, меѓутоа оние производи во зоните кои што имаат голема додадена вредност, за жал многу малку ја создаваат во домашната економија, и тоа е практично поради неповрзаноста со локалната економија. Имајќи ги во предвид овие слабости на македонскиот извоз, комората во изминатиот период ја спозна потребата од сериозно зајакнување на своите институционални капацитети во насока да им помогне на македонските компании да испорача конкретни форми на услуга и конкретни форми на поддршка, меѓутоа тоа единствено може да се случи само со заедничка соработка со владата, и затоа практично
е и денешната седница на овој Национален совет за извоз во формат на представници на владата и представници на приватниот сектор. Инаку новиот концепт за извоз на комората е базиран на 3 столба. Првиот столб е токму овој Национален совет за извоз кој представува платформа за јавно-приватен диалог помеѓу владата и комората, односно извозните компании во делот на унапредување на извозот. Вториот концепт, односно вториот столб на концептот е клубот на извозници, специализирано тело во рамки на комората, во кој членуваат повеќе од 200-250 домашни извозни компании од различни сектори со различна големина, со различни карактеристики, и токму ова тело треба да представува клучниот инпут од каде ќе произлегуваат главните иницијативи и барање на компаниите кои што понатаму ќе бидат предмет на работа и дискусија на овој Национален совет за извоз. Инаку клубот на извозници во изминатиот период успешно реализираше повеќе активности кои што се поврзани со промоција на македонските компании преку настапи на меѓународни сајми, преку учество на B2B средби, купувачки мисии и други настани за мрежување на нашите компании со потенцијални трговски партнери. И третиот столб на овој нов концепт за извоз на Стопанската комора, Институтот за извоз, кој денес ќе биде официјално отворен. Инаку ова тело треба да испорача професионални и експертски услуги за македонските компании преку 2 центри, а тоа е аналитичкиот центар и тренинг центарот преку специализирани обуки во насока на зајакнување на менаџерските и кадровските капацитети на нашите компании. Сите овие тела се меѓусебно поврзани и се во насока на испорачување на конкретна подршка на нашите компании и нивните напори за освојување на нови пазари и за подобро позиционирање на постоечките пазари. Во однос на програмата за работа на Националниот совет за извоз беа дефинирани врз база на претходно идентификуваните проблеми, односно клучни прашања, 3 групи на приоритети. Првиот приоритет е извозна конкурентност на земјата, извозна подготвеност на македонските компании. Кога зборувам за извозна подготвеност, мислам на производна, техничко-технолошка, организацијска, кадровска и така натаму. Понатаму втората група на приоритети кои што ќе бидат предмет на дискусија и работа на овој Национален совет за извоз и извозната промоција и интернационализацијата на македонскиот бизнис со цел подобра видливост, препознатливост на македонските компании, производи на странските пазари, но и меѓународно афирмирање на македонските брендови, кој што е, да речам, еден од клучните работи за извоз на производи со поголема додадена вредност. И третата група на прашања е поврзана со трговската, односно извозната регулатива и деловната бизнис клима. Тука мислиме на ефикасност на царинската управа, на хармонизирање на царинскиот систем со на Европската унија, иницирање на билатерални договори за слободна трговија и други прашања кои се поврзани со деловната бизнис клима и ефикасноста во работењето на компаниите. Она што сакам да го потенцирам, а и мој личен став, е поврзано со соработката помеѓу владата и Стопанската комора по однос на ова клучно прашање, јас би рекол, за македонската економија и низиниот развој во иднина, а тоа е дека лично сум убеден и навистина силно верувам дека овој концепт за извоз и оваа соработка помеѓу владата и Стопанската комора ќе даде конкретни резултати кои што ќе бидат во насока на ставање на извозот на пиедесталот како еден од клучните мотори и генератори на идниот раст на македонската економија, бидејќи знаеме дека Македонија е мало отворена економија и единствено може да расте и да се развива само преку силен извозен сектор. Ова убедување и верување го должам на три основи. Прва е личната заложба на председателот на Стопанската комора Бранко Азевски и на времето и енергијата кој што го посвети заедно со нас во градење на овој концепт за извоз. Вториот основ е личната посветеност на председателот на владата професор доктор Христијан Мицковски, навистина да направи сериозен исчекор во економска трансформација на македонската економија, и тоа се базира на 2 факти. Едниот факт е тоа што во рамки на владината програма се инкорпорирани најголем дел од овие приоритети, и второ, фактот што тој денес е со нас и лично учествува во работата на Националниот совет за извоз. И третиот основ врз база на кој го темелам ова уверување дека ова форма на соработка конечно ќе испорача видливи и конкретни резултати, се базира на фактот што
денес на оваа маса и во оваа просторија се најголемите и најуспешните извозни компании, кои на вистина од мојата соработка со нив се желни за нови економски победи, победи кои ќе значат нашите производи да бидат на полиците на регионалните, на европските и на глобалните пазари и нашите, да речам, производи да бидат дел од ланецот на снабдување на големите корпорации. Ние сме мала економија, имаме многу компаративни предности во дел од индустриите и секторите и мислам дека само преку еден системски пристап, а мислам дека ова е најдобриот начин за тоа, можеме да испорачаме конкретни резултати. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Колегата Дарко имаше кратко, но инспиративно објаснување на она кое што е цел и задача на Советот за извоз. Ние како влада можам да кажам дека ќе сториме се што е во наша моќ да помогнеме во таа насока. И мислам дека како општество треба полека да почнеме да размислуваме за некоја нова парадигма на однесување која што ќе биде различна од онаа досега која што ја имавме. Бидејќи имам чувство дека, како што и вие кажавте, председателе, полека, но сигурно светот се менува, тежиштето полека се поместува за разлика од тоа како беше и досега. И мислам дека ако први не ги зафатиме и ако први не превземеме иницијатива и чекори да отвориме нови можности како стопанство, се плашам дека некој други ќе го пополнат тој простор, бидејќи просторот нема да остане празен. Ние како влада можеме да овозможиме во рамките на нашите можности тоа што можеме да овозможиме. Чуда не можеме да ветиме, бидејќи ние не сме чудотворци и тоа е невозможно. Но можеме да бидеме добра логистика на македонската економија, извозно ориентираните компании во насока на пронаоѓање нови можности во иднина. Бидејќи, верувајте, а посебно после мојата последна посета во Соединетите Американски држави, имам чувство, би рекол, сум речи си сигурен дека многу работи нема да бидат како што беа. Многу работи ќе бидат поразлични во годините што следат, посебно тоа се однесува на Европа и на Европската унија. Затоа ценам дека ни е потребна можеби некоја поинаква нова економска парадигма која што ќе отвори нови можности за сите нас и да се завртиме самите во себе и да се обидеме едни на други, да си бидеме поддршка, затоа што се плашам дека ќе ја изгубиме првата можност, а за жал нема втора можност за прв печаток. Така што приоритет треба на македонската економија да биде регионалното поврзување, од ова што можам денеска да го видам, тоа и се случува, и заеднички настап и отварање на некои нови можности за македонските извозни компании. Јас сакам да ви информирам како бизнес заедница, како стопанска комора, дека на седницата на владата во вторникот поминати се договорите кои што се однесуваат на оној заем кој што го земавме од Унгарија, а со цел да ги поддржиме активностите на економските оператори, на компаниите. Значи, ние 250 милиони евра кои што ги ветивме, ќе бидат веќе ставени на располагање, договорите ги усвои владата, ги заврши. Се чекаат уште последните мислења, кои што мислам дека заклучно со денес ќе бидат завршени. И веќе од понеделник Развојната банка со комерцијалните банки може да потпишува договори, а вие како клиенти на тие комерцијални банки да ги користите условите кои што ги понудивме и условите кои што на јавноста и на бизнисот им се познати. Јас би сакал уште еднашка да повторам дека имаме кредитна линија која што ќе биде до 3 години грејс период
и до 15 години рок на отплата со каматна стапка од 1,95%. Во разговор пред некој ден со гувернерката на Народната банка разговаравме дека моментално пондерираната просечна камата која што македонскиот бизнис ја користи од комерцијалните банки е некаде околу 4,7%. Што за прв пат можеби е идентична со во Европа. Порано секогаш тука било за 2 до 3% повеќе, сега отприлика идентично како тоа што е во Европа. Но ние и на тоа како влада се обидовме да помогнеме и затоа мислам дека на овој начин можеме многу да му помогнеме на македонското стопанство со овие 250 милиони евра, минимум 20% собствено учество, значи очекуваме инвестициска активност од 300 милиони евра, што за економија како нашата, како македонската е нешто пристојно, тоа е отприлика 1,7-1,8% од нашиот бруто домашен производ. И мислиме дека на овој начин ќе додадеме вредност и ќе помогнеме да предизвикаме еден процес кој што понатаму ќе се засилува само. Ценам дека на овој начин ќе помогнеме и на извозно ориентираните компании да вложат во основни средства, во нови производни погони, со што ќе го зголемат своето извозно портфолио и ќе можат да настапат на нови пазари. Исто така, дозволете ми да ве информирам дека и вторите 500 милиони евра пристигна и веќе, еве тука и министерката за финансии може да потврди, веќе се искористија за враќање на една евроврзница од 2018 година. Откако направивме детална анализа на пазарот, констатиравме дека кога би излегле со евроврзница, отприлика каматата би била 6,25-6,5% за период од 7-8 години. А оваа камата која што ја добивме за втората транша од милиарда заемот кој што го земавме од Унгарија е 3,25%. Минимум 3% штедиме само на камата, или на 500 милиони евра, тоа е отприлика 15 годишно, или во период од 7 години тоа е некаде околу 105 милиони евра, што мислиме дека е добра сделка. Ако се има предвид во овој момент какви се пазарните услови за нас како држава. Така што како дојдоа, така отидоа. На 19 јануари вративме евроврзница која што е подигната во 2018 година. Под истите услови, мислам, и ние го земавме тој кредит од Унгарија. Така што цениме дека со овие маневри ќе помогнеме на стопанството, имајќи предвид дека компаниите кои што се извозно ориентирани, посебно оние кои што се поврзани со автомобилската индустрија, имаат одредени потешкоти во работењето и дека на овој начин ќе можеме да излеземе во пресет и да помогнеме. Така што уште еднаш го поздравувам овој собир, го поздравувам присуството на врвните македонски компании, го поздравувам присуството на вашите колеги од регионот, кои што на ваша покана председателя се денеска тука. И се надевам дека овие собери ќе додадат вредност и во иднина ќе можеме заедно да се радуваме на успеси на македонската економија. Ви благодарам. Најпрво да ви честитам роден ден, председателе. Благодарам. Да ви се заблагодарам, премиере, министри на владата, за присуството денес, покрај конкретните мерки од владата за поддршка на економијата. Честите средби со вас ни даваат нас, бизнисмените, елан за поголеми потфати и треба ова да ни стане навика да се гледаме почесто. Председателот објасни колку е важен извозот за нас. Јас само на кратко би кажал дека стратегијата треба да биде еден холистички пристап кон извозот. Значи, за поголем извоз потребни се инвестиции во нови производни погони и тие инвестиции ќе бидат остварени со заемот од Унгарија, но исто така мора да има реформи во јавната администрација за
за сето тоа да функционира. Побрзо издавање градежни дозволи, побрз урбанизам, побрзо приклучување за инфраструктурни приклучоци, газ, струја, во делот инвестиции морат да бидат остварени со донесување на странски експерти, значи визна политика, работни дозволи, визи за бизнис средби. Сите тие работи се битни за да се оствари поголем извоз. Само краток осврт на сето ова што беше кажано. Ви благодарам.